Добро вечер и среќен празник! Денес православните христијани го слават Бадник, денот пред раѓањето на Исус. Со содржините на празничното издание на Дневникот почнуваме веднаш по кратката најава. Денес се слави Бадник, ден пред Божик, раѓањето Христово. Вечерва семејството се собира на Бадникова богата постна вечера. Општина Штип ги избра на љубавите новогодишни декорации во 3 категории. Во петок е доделувањето на наградите. Нов современ зелен пазар ќе се гради во Делчево. Проектот ќе се реализира со поддршка на владата на Република Македонија. Започнуваме празнично. Црковниот и државниот врв со божикни честитки до верниците. Вербата во Бога нека не води на нашиот заеднички пат. Уште повеќе нека не сближи во нашата соработка и нека ни даде сила да ги надминеме препреките пред кои е исправена нашата татковина. Стои во божикното обраќање на премиерот Груевски. По повод големиот христијански празник Божик, државниот врв и поглаварот на Македонската православна црква им го честиташе овој празник на сите христијани. Рождеството Христово е празник на небоземната радост во која учествуваат ангелите и праведниците и сите кои се исполнети со спасоносната светлина. Овој празник е уште една прилика да се испитаме во верата и колку ја знаеме и колку ја живееме. Светата црква, посебно на овој ден, не повикува да покажеме добра волја и да го градиме и чуваме мирот со сите народи. Исполнети со божикната радост, да учествуваме во јакнењето и на духовното и на националното единство меѓу нашиот народ, без разлика каде живееме во татковината или пак раселени по светот, се наведува во обраќањето на поглаварот на Македонската православна црква. Големиот христијански празник кога го славиме раѓањето на Синот Божи, нека не исполни со добра мисла, мир и единство. Радоста на овој празник нека биде поттик да бидеме солидарни и хумани. Во духот на нашата традиција, посакувам како што сме сплотени за време на празниците, така да бидеме заедно и во текот на целата година. Меѓу себе да бидеме човечни, да си помагаме и да се почитуваме, се вели во честитката од председателот на Република Македонија, Ѓорѓе Иванов. Премиерот Никола Груевски во божикната честитка до православните верници повикува вербата во Бога и понатаму да не води на нашиот заеднички пат, уште повеќе нека не сближи во нашата соработка и взаемно почитување, нека ни даде сила да ги надминеме препреките пред кои е исправена нашата татковина, нека Бог биде со нас во секоја радост, болка или тага, нека биде со нас во секое дело кое го правиме, во секој дом и семејство. Обединети сме силни, а единството дава можност за напредок, се наведува во божикната честитка од премиерот Никола Груевски. Председателот на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија Зоран Заев за големите христијански празници Бадник и Рождество Христово Божик во свое име и во име на СДСМ упати честитка до сите граѓани кои го чествуваат овој празник. Упатувам на искрени честитки за Бадник и Рождество Христово, Божик, тоа слично, до членовите на Синодот, на свештенството и монаштвото, до сите граѓани кои ги чествуваат овие големи православни христијански празници, во мое име и во име на Социјалдемократскиот сојуз, стои во честитката на Заев. Почитувани православни верници, драги сограѓани христијани, во очи на големиот христијански празник Божик, со кој се означува Христовото раѓање, ви посакувам во вашите срца и животи да се изродат многу здравје, среќа и радост, а со Бадниковата вечера да се зајакнат семејната слога и љубов. Ви посакувам да продолжите работоспособно и вредно да се движите по патот на работливоста и успехот, а ние како локална власт ќе продолжиме да ги остваруваме нашите цели и проекти со кои му даваме модерен лик на градот. Стои во честитката на градоначалникот на општина Штип, примариус магистер Илчо Захариев. Кон честитките се придружуваат и пратениците во Собранието на Република Македонија, Никола Мицевски и Трајче Димков. Народот вели, пред Божик, зад Божик, кај да си, дома да си.
Коледарските огнови вчера беа запалени во повеќето градови од источниот регион. Виничани синоќа заеднички со топла ракија и вино ја загреваа Исусовата пештера. Локалната самоуправа по 7ми пат го организираше палењето на Бадниковиот оган. Со палење на коледарските огнови во повеќе градови од истокот започна празнувањето на Бадник и Божик, раѓањето Христово. Традиционално, како и секоја година, така и вчера, првиот коледарски оган во општина Штип беше запален во соборниот храм Свети Никола, па потоа и во сите мала во градот. Едно од најстарите мала, каде традицијата се продолжува од колено на колено, е Стар Конак. Со поделувањето на погачата во која има паричка од страна на стариот кум, беше избрат кумот за наредната година. Стариот кум среќа и берикет го пратела преку целата година. Берикет на беше супер, се убаво. Минатата година има си синче, сетни берикет ни донесе оваа година. Очекуваме да биде по-берекетна новата година. Здравие да има, среќа, нека дава Бог на сите, па да се надејаме на се поубави работи. По повод големиот христијански празник, голем број на граѓани и верници вчера вечер присуствуваа на вечерната литургија и во своите домови си однесоа светени бадникови гранчиња. Доваѓаме за Бадниково дрвце. Има богослужба и сега огнјот ќе го запалет, па ќе одеме дома, ќе месеме колачиња. И утре рано собари доваѓат ни коледарите и ги даруваме со воше, со колачиња, со парички. Секако година доваѓаме. Пратиме ги обичаите и така. Денес се слави Бадник, денот пред големиот празник Божик. Според традицијата, вечерва целото семејство се собира околу Бадниковата трпеза, која треба да биде празнична и богата, но задолжително постна. Бадник го означува крајот на 40-дневните божични пости. Граѓаните имаат одредени обичаи како се подготвуваат за Бадниковата вечер. Епа ништо, сукаме зелник, правиме сарма, од секој овошје ставаме на трапезата, вино, ракија грееме, кафе, пред да вечераме станеме сите, поканеме го Дедо Боже на вечера, врата оставаме отворена, крвајче замесиме со паричка и најпрво се кажеме молитвата, сите се прекрстаме, застанеме и крвајчето го разделиме прво на Бога, на куќата и на семејството и потоа седнеме и вечераме. Па, како што останало од старите, месе дома жената, крвајче. Утре вече се знае, Бадни вече се спрема богата вечера, се исклучу постна. Сабалињата чекаме коледарчиња доваѓат. Утре со поздравот Христос се роди, навистина се роди, православните христијани си го честитаат еден од најголемите христијански празници Божик, раѓањето Христово. Светлината на Бадниковиот оган ги разгори желбите кај виничани за предстојната 2016 година, чија индивидуална различност се претопува во колективната, здравието пред се, а се останато во рамките на можностите. Само традицијата ја има таа единствена моќ да не обединува и да не подсетува на нашите подзаборавени вредности, кои останаа маргинализирани покрај брзиот напредок на технологијата. Општина Виница веќе 7 години малското собирање го преточува и насочува кон една заедничка локација, плоштадот Ангел Винички, од кој практично започнува загревањето на пештерата за раѓањето Христово, а со тоа и прославата на празникот. Топлината нека ги растопи и најтврдите срца, а пак светлината од огнот како магија ви го осветли патот. Нека секоја искра од огнот ви донесе среќа, радост, мир и спокој во семејствата. Да бидете бескрајно среќни со вашите најсакани. Општина Виница и оваа година традиционално ден спроти Бадник го организира палењето на Бадниковиот оган. Овде традиционално се и топлата ракија, топлото вино и топлиот чај. Со палењето на коледарскиот оган сакам да посакам една успешна и берекетна година. Дождот не ги раздвоуми виничани да се соберат и заеднички да го одбележат овој ритуал на палење на оганот и загревање со топла ракија, вино и чај, а се поделија околу 2000 лепчиња кои на тројца верници им донесоа вредни награди од локалната самоуправа.
Денес храмот Свети Архангел Михаел беше местото каде се собраа огромен број верници да се помолат за здравје, среќа, успех, берикет, а сите со себе носеа бадниково гранче и колаче. Ако големите празници носат голема надеж, предстојните 360 дена нека бидат денови во кои очекувањата треба да бидат поголеми, грижите помали, радоста и среќата најприсутни. Празнувањето на Божик започна вчера вечер со палење на коледарските огнови. Божикните празници се потсетник на потребата од милосрдните и помош на оние кои се во неволја. Во таа насока, штипскиот градоначалник Илчо Захариев востанови традиција на заедничка бадникова вечера со нашите сограѓани сместени во конаците на манастирот Света Недела. Значи, вечера се наоѓаме во нашиот манастир Света Недела, кој се наоѓа до Штип. Овде општината згрижува десетина лица кои се здомири во нашиот манастир со благослов на нашиот владик Иларион. И секоја година традиционално за Бадник се организира вечера. Мислам дека тоа е многу убав настан затоа што раѓањето Христово, Божик и Бадна вечер се момент кога се зближуваат семејствата, кога во секој семејство мора да има се, мора да има пред се радост, насмевки, љубов. И ние сакаме нови луѓе да им покажеме колку се битни тие за нас, колку се значени и колку Бадник е битен да се соединиме. Оние што имаме повеќе да го споделиме она што го имаме материјално со другите кои немаат. И убаво е што сите лица кои живеат овде, кои се згрижени, што вечерва се овде, ќе имаат можност со нас да бидат на Бадна вечер. Посебно ми се допадна што оваа традиција продолжува и сум убеден дека оваа година ќе направиме подобри услови за живење овде. Но посебно сакам да истакнам една работа. Овие жители, ова место си го сватија како свое. Секој моје доаѓање гледам новитети овде и битно е дека го одржуваат безпрекорно. Денес во Штип имаше хуманитарна акција во организација на невладината Цивитас за граѓаните сместени во манастирот Света Недела. Поделени беа 9 пакети со основни прехранбени производи. Ова не е прва акција за социјално ранливите категории од Штип што ја организира ова здружение. Наредната недела здружението ќе подели пакети и на самохрани мајки. Празнувањето на Божичните празници беше повод за хуманитарната акција на Сдруженијето Цивитас од Штип за семејствата сместени во објектите кај манастирот Света Недела. Беа поделени 9 пакети со основни прехранбени производи. Сдруженијето Цивитас постојано организира вакви хуманитарни акции и посетува семејства, што се однесува за донација во облека и храна. Ова е донација по повод Божик овде. Освен овде ќе посетиме и неколку семејства од социјален карактер, односно самохрани мајки. Секоја помош е повеќе од добредојнена за овие луѓе кои се благодарни на сите оние што во деновите на празнување не ги заборавиле. Благодарам за се, само не сме благодарни тука за вече, за купатело, за вода и така натаму. Ја на мои 70 години да одам со километар вода да носам. Знаете и вие сами како изгледа и тоа е се да ви кажам. Фала многу на се. Ова не е прва хуманитарна акција која ја организира Сдруженијето Цивитас за ранливите категории од Штип. Наредната недела Сдруженијето ќе подели хуманитарни пакети и на самохрани мајки. Избрани се најдобро украсените објекти во Штип. За најубава декорација кај индивидуалните објекти е семејната куќа на семејството Маневи од населбата Три Чешми. Ректоратот на Универзитетот Гоце Делчев е избран како најдобро украсена јавна институција, додека пак кај деловните објекти комисијата го прогласи Градскиот трговски центар. Избрани се најубаво украсените објекти во Штип, и тоа индивидуален и деловен објект и јавна институција. Имено, за најубаво украсен индивидуален објект е избран домот на семејството Маневи во штипската населба Три Чешми. Традиционално, веќе 10-та година ова семејство го украсува својот дом по повод новогодишните празници, а оваа година за прв пат трудот им е награден. Украсувањето на нашиот дом трае веќе наназад повеќе од 10 години. Меѓутоа, токму ова година решивме тоа украсување, начинот на кој да го споделиме со јавноста. Начинот на украсување, значи целата таа креација на мојот сопруг, повеќе од изработките, фигурите што се направени, се негова лична изработка со материјал помошен што ќе најде можеби и отпаден материјал, сепак сите тие идеи се негови. Меѓутоа идејата да го пријавам беше моја.
За украсувањето, значи секоја година се понешто набавува од светлосните сијалички, сепак тие се најмногу прават декори и дават амбиент. Го правевме значи за 2010 години во почетокот за радост на нашите деца, но веќе сега ни преминува во традиција, бидејќи празниците се моменти кога сите ни исполнуваат убави чувства, моменти кога сите си подаруваме љубов еден на друг, кога не обзема тие позитивни чувства и тој еве продолжува и понатаму да ја украсува, можеби да го задржиме таа традиција, значи и за внуците понатаму да ги развеселуваме и нашите внуци. Се набавува, значи секоја година по нешто купуваме во рамките на нашите финанси што не овозможуваат, се користат светлосни црева, сијалички, значи изработени фигури, а целосното украсување од почетокот до крајот и понатаму тоа целото е негова лична, само негова работа, ја прави со задоволство. Мислам дека со она голема стрпливост, значи едноставно ужива во тоа. А еве ова година јас решив лично да пријавам, да споделам со јавноста за еден вид награда за неговиот труд да биде и да се надевам ќе продолжиме како што рековме и натаму истото да го правиме. Ни го разубавува домот, ја разубавува околината во населбата, а со тоа упатуваме една убава порака споделуваме со сите граѓани, убава порака, значи да бидеме среќни, да весели, да го сакаме животот, да даруваме љубов, меѓусебно да се почитуваме и да уживаме во се она што ни го дава животот. Најдобро украсена јавна институција трета година поред е ректоратот на Универзитетот Гоце Делчев во Штипско Ново село, додека најдобро украсен деловен објект е Траговскиот центар во Штип. Од страна на општина Штип ќе им бидат доделени пригодни подароци. Делчево се подготвува за традиционалниот карневал во село Звегор, наречен Звегорска сурова. Карневал кој секоја година се организира на 14 јануари, кога се празнува православна нова година. Делчево и село Звегор наголемо се подготвуваат за годинешното одбележување на карневалот познат како Звегорска сурова. Карневал кој започнува во попладневните часови на 13 јануари, а продолжува на самиот ден Василица 14 јануари, кога група маскирани млади луѓе поединечно или групно одат од куќа на куќа и ги истеруваат злите духови. Сурова во село Звегор е обичај кој датира од памтивек. Овој обичај бил сочуван дури и кога Македонија била под османлиско робство. И кога Звегор било потполно исламизирано, значи при крајот на 19 век, и тогаш нашите христијани ја прославувале сурова, бидејќи живееле во колиби околу селото, во планината, и тие ќе се приберат тогаш и цела планина ечела од суроваскарите, од нивните извици, од звонењето на звонците. Инаку организаторите на годинешното издание на Звегорска сурова маските ги подготвуваат во текот на целата година. Изработката на маските се почнува пред време да се припрема. Секој суроваскар си знае која маска ќе носи. Во текот на изминатата година си ја подготвува маската. Целта е да се одбрани невестата до целта каде што е предвидена и на крајот на суровата се открива невестата, да се види кој е невестата цело време што секој ја следи. Оваа година имаме тим направено од помлади луѓе што сакаме да внесеме некои новости за разлика од претходните години, што значи се повеќе и повеќе учествуваат млади луѓе, но и постари, така да очекуваме да имаме доста маски оваа година. Инаку самиот настан Звегорска сурова е театар во мало, настан кој кулминира со откривање на ликот на невестата. Тоа е, суровата е еден театар, како што рековме, хумор, сатира. Тука можете и некои глумци да купат трикови. Па, кога го завршиме крајот, се збираме сите накуп и една шора правиме на завршетокот на куќата, ја истеруваме невестата и правиме круг со играње, пак ја носиме невестата кај чешмата, да растуриме да се види која невеста бил. Годинава манифестацијата Звегорска сурова е поддржана од општина Делчево, а на крајот на овогодинешната манифестација ќе биде избран новиот кум и старек за наредната година. Снежната покривка од 15 сантиметри во спортско-рекреативниот центар пониква, привлече голем број туристи од повеќе градови од Македонија. Туристичките капацитети се исполнети до последно место. Патот од Кочани до Пониква е прооден, но се препорачува да се почитува патната сигнализација и задолжително носење на зимска опрема.
Денеска го посети спортско-рекреативниот центар Пониква, каде ја регистрираше масовната посетеност и зимскиот амбиент, што го донесе долгоочекуваниот снег. Покрај малиот ски лифт вриеше како во кошница. Бидејќи во услови кога не работи тројката, овде се сите кои сакаат да се спуштат по патеката, да санкаат или едноставно да прошетаат. По регистарските таблички на возилата може да се види дека гости има од Скопје, Куманово, Штип, Пробиштип, Кочани, Виница и другите градови. Снежната покривка изнесува околу 15 сантиметри, но доколку се остварат прогнозите на синоптичарите кои најавуваат нови врнежи, во наредните денови се очекува таа да се зголеми. Инаку, собствениците на угостителските и смесувачките капацитети велат дека се целосно исполнети и дека туристичката сезона овде доправа започнува. Во деновите пред и по Нова година имало бројни најави од туристи од целата држава, што значи дека и оваа зима Пониква не ќе може да ги прифати сите. Што се однесува до патот од Кочани до Пониква, тоа е прооден, а сообраќајот се одвива непречено и без застои. Меѓутоа на возачите им се препорачува задолжително носење зимска опрема, бидејќи кога е во прашање планината, никогаш не се знае. Нашата камера ја регистрираше и меглата која како да го дели просторот помеѓу Кочанската котлина и планината. Делчевчани ќе добијат нов зелен пазар кој ќе се гради покрај долниот мост на река Брегалница. Техничката документација е изработена според деталниот урбанистички план. Проектот се предвидува да се реализира со поддршка на владата, која нуди 50% од потребните средства. За изградба на зелениот пазар во Делчево потребни се 2,6 милиони евра. Во Делчево ќе се гради нов зелен пазар, за кој долго време има и техничка документација и локација покрај долниот мост на река Брегалница, предвидена со државниот урбанистички план, а има можност за реализација согласно со повикот на владата на Република Македонија преку Агенцијата за поддршка на руралниот развој. Во тоја апликација ние се надеваме дека ќе биде успешно завршено аплицирањето и евентуално добивањето на проект. Тоа би значило промена на местоположбата на градскиот пазар спрема мостот кој што е на патниот правец према Голк. Па тоа е поголема површина и износот на средства е поголем, така да видиме што ќе се случи да можеме поконкретно да разговараме. Инаку првично проектот чини 2,6 милиони евра, така да е нешто за делчевски прилики поголема сума. Мерката предвидува инвестиција од државата во износ од 50% од вредноста на целиот проект, а обезбедување на вториот дел од средствата најверојатно ќе биде преку процес на јавно-приватно партнерство. За таа цел сите заинтересирани кои имаат интерес да направат увид, ние ќе им овозможиме на увид на целата документација, велат од локалната самоуправа во Делчево. Проектот за нов зелен пазар предвидува изградба на отворен и затворен зелен пазар, мини трговски центар, автоперални дискотеки, односно сите содржини кои ги има еден таков објект. 69 годишен жител од Штип вчера сред бел ден бил ограбен на веќе добро познат начин. Грабежот се случил на улицата Вера Циривери Трена во Штип. По пријавата на случајот, СВР Штип превзема мерки за пронаоѓање на лицата и расветлување на случајот. Следува крими билтенот на СВР Штип. Жител од Штип вчера сред бел ден бил ограбен наседнувајќи на Стара Финта. Грабежот се случил на улицата Вера Циривери Трена, кога лицето СШ 69 години, движејќи се пеш, бил пресретнат од непознато машко лице на возраст од 65 до 70 години, кој му рекол дека направил сообраќајна незгода со странец и побарал да му покаже пари денари на друго непознато лице на возраст од 35 до 40 години. Лицето СШ извадил од джебот 11.000 денари и му ги покажал како изгледаат денарите, а тој му понудил машки часовник и му ги побарал парите на заем за кратко време. Ограбениот не се сложил со тоа и во истиот момент повозрасно лице го фатило за врат, упатувајќи му смртни закани и со употреба на физичка сила му ги одзел парите и побегнал од местото. По пријавувањето на случајот, секторот за внатрешни работи Штип превзема мерки за пронаѓање на лицата и расветлување на случајот. Не стигнуваат реакциите во Германија откако се дозна дека 90 жени пријавиле дека за време на дочекот на новата година пред катедралата во Келн биле оплячкани и им се заканувале или биле сексуално вознемирувани од млади, повеќето пијани мажи, најверојатно имигранти, поради што се одржаа протести, а полицијата го оцени тоа како нова димензија на криминалот. Во вторникот ноќта околу 300 лица според локалната полиција демонстрирале против сексуалното насилство пред катедралата во Келн.
Тие бараа подобра заштита и повеќе почит за жените, пренесува агенцијата ДПА. Началникот на келнската полиција Волфганг Алберс изјави на пресконференција дека полицајците напаѓачите ги опишале дека изгледаат како да потекнуваат од арапските и северноафриканските земји, како и дека биле на возраст од 18 до 35 години. Полицијата во Хамбург во вторникот соопшти дека во овој северен пристаништен град на новогодишната ноќ се случиле слични напади. Биле пријавени 9 случаи за сексуален напад и кражби од страна на жени кои тврдат дека биле вознемирувани од мажи со медитеранска и арапска физиономија. Лошо им тргна годинава на Европа. 6 земји на Европската унија повторно воведоа контроли на границите. Тоа го попречува стопанството. Сериозно е ставен под прашање не само договорот од Шенген, смета Барбара Везел. Шенгенскиот договор заедно со еврото се сметаат за најважни достигнувања на Европската унија. Во реоните на старите граници одамна настана европски региони во кои љубовта, домувањето, работењето или образованието се одвиваат прекугранично. Шенгенскиот договор заедно со еврото се сметаат за најважни достигнувања на Европската унија. Во реоните на старите граници одамна настана европски региони во кои љубовта, домувањето, работењето или образованието се одвиваат прекугранично како нешто што е само по себе разбирливо. Сомнителниот дел со Турција, која треба да го придуши притисокот од бегалци, досега не донесе никакво позначено растоварување. Мировните напори за Сирија се загрозени од најновиот конфликт меѓу Иран и Саудиска Арабија. Цените на нафтата продолжуваат да закрепнуваат на тргувањето во Азија под влијание на продлабочувањето на дипломатскиот конфликт помеѓу Саудиска Арабија и Иран. Но презаситеноста со глобалната понуда и економското забавување на Кина и натаму го држат растот на оваа суровина под знак прашање. Американската лесна нафта за испорака во февруари поскапе на азискиот пазар 15 центи, додека нафтата Брент се тргуваше за 14 центи повеќе, односно за 37,36 долари за барел. Напнатоста меѓу двата големи производители на нафта, поради која дојде затоа што Саудиска Арабија го погуби истакнатиот шиитски свештеник, се распламти откако Ријад и неговите сојузници ги прекинаа или редуцираа односите со Иран, што предизвика глобална загриженост, пренесе агенцијата Франс Прес. Машката репрезентација на Македонија одигра нерешено и во вториот тест дуел на гостински терен кај Словенија во нова максимално изедначена неизвестна и квалитетна средба. Нашата репрезентација имаше и предност од 3 гола во завршницата, која сепак словенците ја анулираа за нов нерешен исход. Се ближи ново европско за Македонија, нов голем предизвик каде што секогаш посекуваме нови успешни резултати. Избраниците на селекторот Ивица Обарван ги имаше првите тестови со 2 нерешени средби, каде што сигурно резултатот не беше во прв план. Против словенците блесна кој друг ако не десниот бек на Барселона, Кирил Лазаров, по 7 голови на 2 меча, а без сомнение се очекува така да биде и во Скопје на 10 и 11 јануари против Црна Гора, на последните контролни мечеви пред патувањето за Краков. Ова беше се во ова празнично издание на Дневникот. Имајте пријатна вечер со програмата на Канал Плюс.